Кога бев млад, мајка ми секогаш велеше. Поздрав сите, јас сум Антонио и ево уште една приказна, ми баравте пак да направам. Приказна може ќе види пократка, ама не знам ќе видам како ќе спадни. Ајде да започнеме со приказната. Јас како мал бев многу немирен и многу ќотек јадев. Сега еднаш се случи кога толку нешто лошо направивме јас и моите сестри. Се не знам дали јас бев или мислам дека јас бев. Не знам што беше, не се сеќавам што направивме. Мислам дека стаклото дома го скршив, ново стакло купено за масата, по 2 дена го скршивме. Мајка ми дојде и праша кој го скрши. Сестра ми го скрши. Сега неќевме да ја кажиме, таа ќутеше, неќеше да кажи и ние ја криевме. И мајка ми рече: "Одете сите на тераса, наведете се и ќе ве мавам." Ни рече ќе не мава со прачка. Ние одиме сите на тераса, се редиме. Едно време пред да стигне до мене, пред јас ќотек да јадам, избегав, па ме бркаше, можеби пола саат околу дворот, избегав. Со другарите се најдам, не јадев ќотек, а мајка ми пред да замине ми рече: "Ако не дојдеш сега да јадиш ќотек, кога ќе се вратиш дупло ќе јадиш." Сега јас то не го размислив малце што може да се деси. Кога се вратив, тивко беше, влегов, отвори вратата на дневната, па мајка ме чекаше зад врата со лажица за ајвар. Да, од тие големите. И може да разберете што се случи. Јадев многу голем ќотек, нешто чудно ми се случи, што мајка ми уште толку се нервираше, додека ме маваше, затоа што јас не плачев кога ќе ме тепаше, туку се смеев. Тоа никогаш не го сфати зашто го правев, ама да, се смеев кога ќе ме тепаше мајка ми, таа се нервираше повеќе за тоа. Не знам како тоа го преживеав јас. Ето, да, смешно ми беше. И да, тоа ќе биде тоа за ова приказна. Се надам дека живовте. Ако да, стиснете лайк. Се гледаме во наредно видео. До тогаш, peace out.